Почитувана министерке Луазо, почитуван амбасадоре, почитувани министри од владата, почитувани граѓани. Овој настан денеска во Скопје е значаен доказ за пријателството помеѓу Република Северна Македонија и Француската република. Спогодбата што ја потпишавме во областа на образованието е силна политичка порака дека Република Северна Македонија во Француската република гледа голем пријател и партнер во реформите и напорите за напредокот на нашата држава, како на домашен, така и на меѓународен план. Со почит ја вреднуваме инспиративната подршка на председателот Макрон во заокружувањето на клучниот политички процес за реализација на договорот од Преспа, што ги отвори НАТО интеграциите на Република Северна Македонија. Со НАТО перспективите веќе се зголеми бројот на заинтересирани странски инвеститори во нашата земја, а тоа ќе придонесе за забрзување на севкупниот развој на Република Северна Македонија. Нашите стратешки цели се НАТО и Европската Унија и во таа насока работиме и ќе продолжиме да работиме за да возможиме нивна реализација. Во таа смисла ги гледаме и напорите на француската влада за поинтензивна билатерална соработка, за зајакнување на нашите институции, достапноста на француската билатерална финансиска помош за Северна Македонија, што ќе треба да се реализира во блиска иднина, како и отварање на нашиот пазар за сериозни француски компании. Еден од тие чекори е и оспособувањето на младите луѓе во нашата земја со квалитетот на наставата и со познавањето европски јазици, да бидат на професионално ниво со своите врсници во Европа. Францускиот јазик е еден од јазиците што активно се употребува во Европската Унија и нашите напори ги насочуваме кон создавање услови младите луѓе да ја почувствуваат Европа во својата земја и да бидат конкурентни на европскиот пазар. Изразувам благодарност до председателот Макрон и до владата на Република Франција за отвореноста кон Република Северна Македонија да помогнат во развојот на Република Северна Македонија. Министерот за образование Арбер Адеми ќе ги објасни клучните информации секако од спогодбата, но прво повелете вие, почитувана министерка за европски прашања, Натали Луазо, со изјавата. Господине председател на владата, дами и господа министри, дами и господа пратеници, огромно е моето задоволство што сум денес овде во Скопје за да го потпишам во име на француската влада првиот договор со Северна Македонија. На вистина ова историски момент, но и среќна последица од развојот на настаните пред некое време во историјата на вашата земја и ние ја поддржавме храброста, но и визијата на владата на Северна Македонија за нејзината посветеност за постигнување на Преспанскиот договор, но и на сите други постапки за влез во НАТО. Денес Франција сака да продолжи да ја поддржува владата на Северна Македонија на нејзиниот пат, спроведувајќи ги реформите, но исто така и улогата која што ја игра Македонија за постигнување на стабилност во регионот, но и во нејзината европска перспектива. Нема сомнеж за Франција дека иднината на Северна Македонија е во Европската Унија. Се разбира дека треба да си изоди дел од патот, за да може од една страна Европската Унија да се реформира и да се зајакне, но и за Северна Македонија, затоа што европската перспектива е пат кој што бара многу, но ја знам дека вие совршено го знаете тоа. На билатерален план, договорот кој што ние сега го потпишавме со министерот за образование доказ за посветеноста на Република Северна Македонија во рамки на франкофонијата, но и на нејзината желба да ја овозможи на младината од Северна Македонија да се отвори кон јазикот, но и кон француската култура,
што без сомнение ќе представува дополнителна предност за нејзиниот капацитет да се интегрира во европскиот континент, но исто така и да си најде други поволности, особено за работни места во момент кога француските предпријатија посакуваат да бидат што поприсутни во Република Северна Македонија. Поради сите овие причини сакам да и се заблагодарам на владата на Република Северна Македонија за својот ангажман и пресрекна сум што денес го потпишав овој договор. Почитуван премиере, почитувана министерка Лоазо, почитуван амбасадоре Тимонје, почитувани колеги министри, дозволете да го изразам моето големо задоволство за потпишување на договорот помеѓу нас и владата на Франција, со кој договор се продлабочува соработката помеѓу нашите две земји во областа на образованието, односно се зголемува поддршката која ја добиваме од оваа наша пријателска и партнерска земја во една од најприоритетните сфери за делување и креирање на промени. Имено, договорот предвидува поддршка за основање на франкофонски двојазични паралелки во средните училишта во Република Северна Македонија, односно паралелки во кој дел, односно 25% од содржините, по најмалку по 2 предмети ќе се изучува на француски, додека францускиот јазик како посебен наставен предмет ќе се изучува најмалку 5 часа во неделата. Овој процес ќе биде поддржан од двете страни преку исполнување на јасно, прецизно обврски, како изготвување на нов наставен план, нови наставни програми, обезбедување на соодветни наставни обуки за наставниците кои ќе бидат дел од процесот, обезбедување на дидактички материјали, соодветна ИКТ опрема и така натаму. Во моментов има 7 училишта со ваков тип на настава, односно паралелки, но отворена и опцијата и другите училишта да се вклучат, односно тие училишта кои имаат интерес, имаат желба за изучување на францускиот јазик и за отварање на двојазични франкофонски паралелки. По однос на запишувањето на учениците во овие паралелки, во кои ќе има оптимален број на ученици, не повеќе од 25 ученици по паралелка, училиштата ќе спроведуваат соодветно тестирање за проверка на познавањата по француски јазик, со исклучок на оние кои веќе поседуваат делф диплома за француски јазик, кои ќе бидат ослободени од ова обврска. На крајот од образованието, учениците ќе стекнуваат диплома на која ќе биде наведено дека образованието е завршено преку двојазична франкофонска настава. Ценам дека овој договор е исклучително важен и ова можност ќе биде максимално искористена од страна на училиштата, од страна на учениците, бидејќи ја имаме во предвид важноста на францускиот јазик, кој е еден од најдобро позиционирани јазици во светската мапа на јазиците. Верувам дека ќе има интерес од страна на младите, бидејќи висока е свеста кај нив за овој факт, а тоа се гледа и под честиот индивидуален избор, предметот француски јазик да се изучува во училиштата. Значи, договорот ќе биде, и од овој договор имаме голема придобивка. Благодарам до француската влада за понудената можност во оваа прилика, но и за континуираната поддршка која ја дава за нашата земја во евроинтегративниот процес, но и за подобрување на состојбите на повеќе сфери, вклучувајќи ја и образованието. Ви благодарам. Мерси боку.